Ајде вака. Здраво, дечки, поздрав од Свети Николе од Македонија. Поздрав од Дојчланд. Еве не пак повторно. Треба да се научам да ги поздравувам гледачите на германски. Мислам, ја негде у подсвеста знам, ама некако не ми е природно и ајде да не се планирам. Па и мене не ми е природно, не ми е мајчин јазик. Али кажеш гутен абенд или сервус. Ние се збораме на такво, на дијалект, нели? Да. Ние уствари уште од првата епизода си почнамо, си затерамо така. Да. И мислам дека у првата беше, дека ти даде некое објаснување или у втората беше, не се сеќавам точно. Или ти даде објаснување као... Даде објаснување од која причина, дури и у приватни пораки даде објаснување, пошто многу знаеа да ми пишат зашто на дијалект зборете на подкастот. Мислам дека у првата нешто спомнамо, али не е лошо и сега да се изјаснемо зашто ние на дијалект зборам. Шо се изјаснемо? Па да се изјаснемо, па шо знам, ако прво најприродно ни иде обито на наш јазик, на наш дијалект. Да. Најприродно ни течат мислите. Претпоставувам дека на секој човек така тоа е. Да. Па кога се ја и ти договарамо, нели, кад правиме еден формат на оваа емисија, подкаст, како и да ајде, подкаст. Нели се договоримо дека треба малку да биде и нешто поуникатно и зашто и да не е на дијалект, од причина што дијалектите се еден вид на богатство. Ако земеш, нели, генерално гледано на работите. Ја ќе кажам, еве, од тука, предходната емисија збореамо за Германија, има толку многу работи да се кажат, што ги испушти, например, тука си ga вреднуват дијалекто и знаеш, јас сум у Бајерн и они кога ќе рече, Бајриш, и стварно дијалект, значи тој нема никаква допирна точка со германскиот, и затоа е многу потешко и да се научи и да улезе уво, нешто као сега германец да отиде у Струмица и да рече збори струмички, а он ни македонски не го знае, литературен. Така да, нели... Ние се мислам, беше ни... Мислемо се реално дали да биде на дијалект или не, да не се залажуваме. Да. Размислимо и у тај правец да идемо директно на литературен македонски, иако ја тврдам дека никад 100% не можеме да кажеме дека збореме литературен македонски. Текат нешто ќе има што ќе ни се провлече, да. Точно. Има некој што ќе може да ни најде забелешка, нели? Од проста причина што не го употребуваме ние толку често секојдневието. Може да зависи од тоа дека дали живееме у град што има повише допирни точки со литературниот јазик, како Велес, Скопје, Охрид, мислам Скопје, Охрид, Велес, нели? А некако звучат поблиску. Да. Па добро, не сме баш оноа Беровски или Кумановски или знаеш, па да извучемо можда и одбивно на некои кога ќе не слушат. Сепак Светиниколскиот малку е потака сталожен дијалект, да речемо. Сталожен, да, и плюс тоа ја го имам кажано тоа некако ама мислам дека и ти не зборам оно чисто Светиниколски. Да, и тоа исто сакаше да кажам, нашиот не е гуга овај онај. Не, ја никад не зборено така, значи како што зборимо така се зборимо и секојдневието. Ништо не вклуваме. Точно, да. И па за тоа... Почуј дека има дијалекти секаде, ма и во Македонија, нели, кај што викаш ти буквално не можеш да разбереш што збора. Да. Нели, како странски јазик е. Како значи, не можеш да најдеш никакво сродство на збора, да речеш чекој може да го да си поврзеш, не. Светиниколскиот па некако нели има контакт со нели има некој зборчиња чат пат така јават се. Да. Па не е толку странски. Не. Баш онака е окей, ја би рекла, ќе се разбереш со некој, дури многу пати знаат да не можат ни да дефинират дали си од Штип, дали си од Свети Николе, кога прв пат се запознаваш со некои луѓе, нели, многу интересно е према дијалекто знаеш од кај потекнува, нели, од кај доаѓа човекот, нели. Ајде да речемо, па не знам, ја многу не ги знам дијалектите, ама
приметува се ако доаѓа некој од Ресен, да речемо Кичево, Западна Македонија и со Истоко, нели? Имаш па има некоја разлика. Дури у интонација на изговор на збор. Да, па не, знаеш, у принцип има некои, например, можеме да ги класифицираме од Западна Македонија, некои сите се слични, колку и да не се исти, па има некоја сличност нагласок, некој што потсеќа на тај дел. Да. Исто из источниот дијалект, јужниот исто така, Да. северниот више, не знам, ајде да речеме тука Куманово, Скопје. Куманово повеќе на српски ми личи отколку на македонски јазик, искрено. Да, а мене ме многу нервира кога народот вика дека како зборите вие Свети Николе, Кумановски е тоа. Да, нема никаква врска. Мислам, можда така грешам, не знам. Зашто па не знам. Можда има некој збор сега, не викам Да. не е како Кумановски. Може Ние никака. сме штипски, значи Да. сродни. Па тоа што не зна, веројатно некои луѓе што не направиле. Да, тоа се стереотипи, тоа така сакаше да речам. Можда и луѓе што не биле толку мешани со различни луѓе од различни градови низ Македонија. И тоа е пошто Свети Николе одма тука до Куманово и веројатно тега овај и онај. Па не знам, ја точно се како вратам филмот, не сум имал многу искуство да комуницирам со секојдневието со народот Свети Николе што збореу киду, виду, јаду, имал сам, ама не толку често, поише кидам, да јадам, нели? Да, модифициране. Ама тоа така ретко. Ај, нели, тие некои зборови потсеќат, влечат до Кумановски. Да, ма гледаш како е модифициран, расте Свети Николскиот, унапредува се. Гледаш, нема ги. Па како викат, јазикот е нели жива материја? Жива материја јазикот, точно, да, он си се еволуира. Исто и вакво, па ние смо буквално сега со автопат Скопје Свети Николе пред градија на Скопје, ако гледаш малку така на работите, така да мора малку да бидеме и модерни. Ќе почнеме да збориме скопски. Па ќе ти се мо. Ајде, пијме кафе, Лори. Ајде да утепаме едно кафе за некада. Ајде да стигнеме. Што знам сега, ја не знам, си мислам, знам скопски да зборувам, ама не сум сигурен, пак ми е срам да ме закачам некој збор, па да ми речам, не е скопски, овој што зборува, бе. Леле, не ти нормален. Што ќе го направат? Абе, не. Битно се разбираме, па ако толку не се разбираме, сабтајтълски ставаме и готово. Леле, па да, стварно, мислам не на толку мани на оѓање. Ја неќам, например, ја ќе ги поздравам сите што ми најдеа и мана и убава страна на подкастот. Посебно за, дури имаше една порака као, па добро, знаеш, дај нека биде на литературно, за усмисел да достигне самиот подкаст повисоко ниво, веројатно, ама и не мора да значи, заради тоа што тај некој ако не гледа и ако види што ние нудимо, нели, као подкаст, мислам дека дијалектот нема да му биде проблем. Дури не праве малку по-специфични и по-интересни, да, и по-уникатни, ја би рекла. Затоа ја и ти толку време успремањето кога, како да се почне, зашто, со дијалект, без дијалект, литературно, нелитературно, па крај крајева и тие што зборат литературно, ја имам изгледано толку многу подкасти, значи моментално има се и свашта на таа сцена, ја би ја рекла, од подкасти, што џабе ти ако зборуваш литературно, нели, не нудеш ништо, суштината ти е апла празна и само повикуваш некој си гост и персона нон грата, би рекла. Луѓе што не донасат никаков придонес у општеството и само се зборат. Како? Билдат лайкови, шер, сабскрајб, гледано, знаеш што? Па да, ама ние органски си растемо. Ја знаеш како полека. Ако не, точно гледај, знаеш како викат лангзам абазиха. абазиха. Знаеш, полека, ама сигурно.
Така да мислам дека самите дијалекти не обиднува нас како македонци, што не праве и различни и исти у исто време. Дали ме разбираш? Така да дијалектите се еден, тоа е убавина едноставно, ја би рекла. Богатство. Се чува, пошто имаме многу села кои што се иселени и нема кој да го одржава јазикот, а не па да го, знаеш, не па да му додава нови зборови или нешто, да го менува. Да. Едноставно со тоа исчезнуваат многу работи. Не треба да дозволиме да исчезнат дијалектите само заради тоа што нешто тоа е некое модерно време, да. Шо модерно време, баш не знам како да ти кажам. Па ја мислам дека и заради Јање ќе најдат усе, значи перфектно да се стребаме да збориме литературно, ама ни пак и има, така што не може да бидеш никад. Нели? Тогаш пак ќе ни најдат мана на нено микрофоно не работеше, на Лорета слушалките не ми се сеја. Слушалки мене ми се како атомска мравка. Честито сега слушалки, оно како полека ти доаѓат една по една. Ја да си кажам така. Нено профи. Текне да ми честиташ. Како рече на едно стори, па шо Лорета фраерка ли ќе се прави она само со микрофони и слушалици, чека да види она. Па не ја кодем студиски вие биле, ама нешто многу големо ја. Не знам, не бе супер си се не. Студио нешто можно и за тоа чудно нешто, не ми одговарат ми на тоа тиква. Можда. Да. А ние зборемо Охриѓани зборвет, Беровци думат. Знаеш ли што прават гевгеличани? Чекај, ја ги бранам дијалектите. Ама ме се цна. Од Гевгелија? Тест ќе правиме, крај година иде. Правите контролни тест. Чекај. Зборемо у Охрид зборвет. Берово думат, и Кочани мислам дека думат дури. Што прават у Гевгелија? Лафат. Браво, Лорета! Чекај, треба ли мене сега така да ми текне или може само да те прашам? Ја ќе те прашам вака, пошто ти си имаш своја листа, ја моја. Знаеш ли што значи гламосан? Какво? Гламосан? Гламосан. Како изгубен да не? Тука браво бе, Нено. А знаеш ли од кај потекнува? Не. Да. Штип. Гламосан? Замисли. Гламосан. Ја тоа што си истражува, вика дека као од Штип тоа потекнува. Или избунет, или изгубен. Гламосан. Као, веројатно глама. Изгубена глава. Да. Ама многу е битен и акценто кај ќе го ставиш на зборчето. Нели? Како ти сега убаво кажа. Специфичен изговор, букви што не ги гласови што не ги изговараме сите. Некои да. Некои такви, не знам како се вика. Да. Ние уште сме учили двојцата и сме имале сме валда и ти, а имаше не колеги како се вика тоа, соученици у средно од прво до четврта година, значи цела Источна Македонија бе умало ние. Источна Македонија умало. Да. Струмица, Берово, Делчево, Пехчево, Радовиш, значи све живо и диво. И некако мене ми многу нормално да разбирам такви источни дијалекти од Источна Македонија. Повеќе ги разбирам нив него ли од западна. Него ние другите од западна. Па не сме имал контакт, например, сме биле можда у Скопје у тие некои денови. Што знам шо или па тоа е природно само, природно тек на нештата. Не знам, ама например за Штип ми такна дека многу асоцијативно е да го кажат како Шчип, дека многу Ч викат на место, така нели Штип, Шчип го викат. Ја многу ретко имам слушнато некој така да употребиш Шчип или не знам друг пример за такав изговор. Па гледаш дека се менуваат се работите и некои работи избледуваат. Да, обично постари луѓе у јазикот. Да. А младите веќе гледаш повеќе. Младите вртат
на англицизми веќе почнаа да користат, нели, заради интернетот, нели? Да. И се на овакво, се на англиски, westernized. Да, Мене ми westernized. беше интересно. Па стварно, мене ми беше интересно средна школа, што викаш, бема као изгубени. Стварно не можеме да се разбереме. Тогаш не е имало ни интернет, што викаш, не си имал толку допирни точки со Источна Македонија. Да имаш, мене поблиски ми беа од западна заради први братучеди од Ресен и они имаа некој си така, нели, сепак поразлично збореа од нас. И нешто ми беше, ама не е дека и западните ги разбирам многу. Ама уште, знаеш, кој ќе отиде и кад ќе рече дај се къс. И ако некој теле, шо сега барото ви од мене? Ева. Или кад ќе рече ева. Ева човек. Тоа бараш сега. Да. Како Шо е тоа? Дај мастика и го најдам се од вас. Горете. Каква ти е таа мастика? Вика, тоа е ракија за пиење. Се така се и се така се контрамо, нели, со зборчиња кои шо како или ке Да, ја не се сеќавам. Вие како викате? Шо? Па не, нели, вие како тоа го викате? Така, ние овака, тоа е кај нас. Или одрадовиш некој ќе се придаде, ќе рече, еми не е тоа така. Да. Интересно, да. Да, Кога ќе видиш како сите македонци, божем странци смо се собрали сите у една соба, знаеш? Да. Ја вака при истражување највише што можам да вочам дека многу у Македонија превладуваат турцизми. Да. Да, тоа е нормално поради нели. Па да, 505 века биле, 500 години Македонија под турско робство, тоа е многу. Да. Имamo и од други, мислам и од германски, имamo некои што се приспособени и од српски, исто имamo и српски узречици, ево узречица, например, сакаш. Узречица, да, многу. Ја имам приметено скопјаните користат многу српски зборови. Посебно старите, старите скопјани, они користат. Свашта исто. Да. Ние не повеќе шо викаш има ти не викамо ние балкон, ние викамо терас. Така си мислам дали си имам со некој дали имам некад зборено со некој и да не сме се разбрале заради диалект. Не можам да Јас струмички не можам да разберам. Јас струмички, еве ќе ти кажам, струмички не можам да разберам. И можда и Гевгелијаите. Па има тоа многу чудни. Имат дали се до не. Укапирам. Нема, не се они близ, нема ни со бугарски шо кад немаш нешто, него струмички да. Така многу ретко сум имала прилика со струмички со бугарски има сличности, да? Па за тоа и не знам, стварно не знам. Ајде да дај ми друг збор. Да погодам да видам дали ќе. Да, ти на мене. Да видам дали ќе погодам. Во основна школа, наставникот по математика, Бог да го просте, наставникот Борче, сигурно го знаат сите николчани. Наставникот Борче често пати имаше некои 7-8 одделение кај нас почнува да пуше. И он као сеќаше ги устило миришат на цигари. Не дава идеја на младите. Да, и нешто како на почетокот на часот како прашува некој друг као вие миришете на цигари, не знам, не као пушеш ли цигари, знаеш, таа или таа ќе рече као не. Вие пушете муфте вие пушете, знам ја. Вие муфте. Муфте. А муфте шо е, збор или действие? Збор? Најверојатно е турцизам са, не го Значи цигари е муфте? Па не само за цигари е муфте или? Не за цигари, значи пушеш ли и ќе рече некој не, знам ја ти пушеш само муфте. Као... Ја не знам шо е тоа. Дај преведи. Ја го знам од тога и тоа зборче, тоа ти е нешто како да ти рекле са бесплатно. Као некој друг пуше покрај тебе, ти он така зезаше како удишуваш малку, знаеш како тоа... А ти пасивен пушач демек си. Да, знаеш како дуреш малку муфте, ти само муфте.
Зезаше ме човек, опасно беше. О, димови си подават крушат. Да. Леле. За тоа на нашите тинејџерски години, кад си нешто правеа така, шот ли како беше? Шот од цигаре, од кај да знам како беше, човече, одамна беше. Жува се мушко, женско, например, и дува. Леле, не кажувай го. Тварно! Ајде да правиме шот. Леле, кај ти те глувото ви е работа. А кажи ми... Добро, ајде кажи ми друг збор како преска, види го мојот стиц. Ама се ја кажувам па. Во го знаеш сигурно. Па муфте, ти ми га кажа муфте, требаше ја да погодам. А така ли играмо? Да, Зар ти не па као погодиш преска. цела емисија, јас си кажувам. Другата емисија повдел па. Како на буквата на словото. Па човече, што сакаш, што сме биле деца, сме си играли на буквата на словото. Растори ми ја шминката. А, ти шопски маваш. Чека се. Не знам да ти дам нешто што мислам дека го знаеш или намерно да го чувам работа. Не, намерно, дај ми нешто. Ајде да видам да ме тестираш. Пашкули помагава, зашо викат пашкули? Ја мислам пашкули викат, не пашкули, пашкули. Готова си ти, цела емисија иде. Пашкули. Тик-так. Леле, не можам да размислам, чекай. Шо? Ајде, асоцирај шо е пашкули? Пашкули. Риби? Не. Шо? Чекай, не те гледам. Малку по малку така. Не можам сега друга асоцијација да мислам, кај знам како да ти кажам шо е пашкули? Леле, откажувам се. На сред соба пашкули. Не, но Еро R4, 404. Али шта? Алишта. Облека, да. Па тоа македонски ли уопште? Пашкули, па ја... Тоа како купа лишта, валјда. Ако ga... Не, облека. Гардероба, валјда. Облека? Да. А гледаш че лишта е курцизам. Не сум знае. Епа уштип, како вика рокли, како вика, не рокли, тоа беше бугарски. Ама имаше, чекај, рокл, тоа беше и на бугарски, ама мислам дека и уштип некаде Радовиш рокни, нешто као фуста, нешто такво, знам за... Дека нешто такво се користе, да. Ти у каква рокля ке одеш вечер? Знам така со пора... Ева глеј, враќат ми се некој. Нено, 2-0, бе, водеш ме. Морам ја чекай да ти дадам некој. Чекај, немо ја... Шо сега бараш друго нешто? Не барам ништо, само ми интересира да не сам нешто заблуда, ама... Не бе, човече. Да, собери си ги пашкулите да те нема. Стварно. Да. Ајде, добро. Ај, кажи ми... Браво, Куманово. Победите ме. Его, окей, чекај, ја сега ќе ти кажам некој збор што јас си најдем. Ма ќе ми ги погодиш. Вака, букле. Калиопи букле. Презимето букле на скратено, буклеска долго. Букле некој материјал да не беше нешто? Да се скрое нешто? Материјал од глава. Тоа е букле, може, некој израз француски. Ја шо мислам. Букле. Букле, чело. Букле. Нос. Не. Локни. Кочен. Букле. Ето, тоа повеќе пати. Ајде, мене така ми кажува Интер. Ајде да видам дали знаеш ајлак шо е. Каква ајлак? Ајлак. Лак за ај.
Айлак. Айлак. Глупчо. Од Кратово збором. Као забеган човек, нешто као... И мене ми тоа асоцира на такво нешто, ама друго е опуштено или без грижи. Ја не знам кој, ако не гледат луѓе од различни градови, нека коментират дали точни си информации. Айлак помидел. Не знам и тоа, немам го слушнато ја. Не, те гледаш. Добро, ајде дај ми ти мене некој. Ние преку воа исто учиме нови зборови, шо? Да, гледаш. Да не бидемо само ние учители да учиме Свети Николски нешто и ние да научиме. Па и вие коментирате, ако не гледате од некој место, кај имате некој збор што нема да спомнеме, например, спомнете го коментар. Ја ли наред да бидам пам? Так. Па, или ја па да ти надам? Па не, ајде Ово сигурно ќе го знаеш. Чкембар. Распуштен човек. Онова. Па тие навивачите обително нели ги викат чкембари? Чкембар да ти значело стомак, чкембе, веројатно. Па да бе, па или... чкембе, па како чкембе чорба? Чкембе чорба. А чкембари веројатно повеќе луѓе со многу големи стомаци. Навивачите. Нешто како стило, си се најадел, чкембето бак. Ете кој гледа турски серии. Бак. Да. Исто, тоа да ти бил прилепски збор, а исто шо е легач, исто од прилеп. Па мрзлив човек. Браво, бе. Но, добро, тоа беше лесно. Па легач. Кад сме легач такна на например, на шо мисле човек од прилеп, ако рече си го забораив, валјда си го забораив шаторот. Шо си забравил? Шаторот. Не знам дали спушта. Чадорот? Да, од кај знаеш? Логика. Шо логика? Шатор до чадор. Па да, ама шатор е еден вид на заштита и за тоа шатор или чадор, веројатно кад пуштеш и тебе тоа ти е како мини шаторче или од дожд. Тоа работа да носимо шатор кад врне, замислам шатор влезе. Ако замислам да раснам и шатор ќе ми треба. Бак, скембето. Леле, не. Тоа шатор не го собида. Еве исто Кратово идемо Зулум. Зулум. Да. Многу познато Зулум. Мешам ga со Зулув. Зулув и беше нешто коса Зулум. Леле, не сум го учил ва лекција. Вика дека као или белја или проблем. Зулум. Дај да направи. Мислам дека и приказните. Да бе, по Зулум, направи Зулум. Па македонски народни приказни бе, нено нели Зулум, ајде да направиме некој Зулум нешто. Таму има исто доста интересни зборови има од тие приказни. Ајде сега ти, и доста ја ти кажува. Веќе ми ги истроши сите. Ми се кажамо дека е такво како за џабе бесплатно. Ако ти каже некој во Битола, кога смо кај Прилепе во Битола, ако ти каже дека си инкер, и голем инкер си. Инат. Не. Инкер. Треба ли да дам? Треба да ја прашам Невена другарката, она е убитола. Да, ајде ти помогнам, Тошо Инкеро. Еле сега повеќе ме збуни. Тошо Инкеро нели го знаеш? Еден е Тошо Инкеро. Кој? Тошо Инкеро. Кој е тај човек? Тошо Инкеро бе човек. Кој Тошо го знаеш, што е популарен во Македонија? Мислам Тошо, не Тоше. Тошо Малерот. Па За тај? Инкер Малер ли е?
Леле. Еј, чекај. Едно со друго нема. Кад сме кај Тошо Инкеро, те прашам, знаеш ли што значи Игор Джамбазо? Джамбаз што значи? Джамбас, мислам дека е белјаджија нешто или не, чекај, Джамбас. Па мислам дека е белјаджија као Исто како ти или ме Джамбас мислиш, или такво нешто, ама не било. Не било. фраер, да не, Джамбас или Не. Джамбас значило трговец со коњи. Тие што ги тренираат коњите, Джамбас. Ама ние го користиме стила, таа голем Джамбас, како од така, знаеш. Да, па тоа ти викам као некои фраерова или да, Джандарлија. па веројатно треба многу големи. Да, па веројатно треба многу големи вештини за да ти тренираш коњ. Па Джамбас треба да си способен, да. Треба да ги стражам, сега не можем ни толку дип да улаваме, па. Да. Тоа може комотно некој да ни коментира, да не едуцира ако сака накнадно коментар. Ние немаме време. Не можеме да идеме, како се вика тоа за потеклото на зборовите етимологија. Да. Лексикологија. Кој збор ми беше ономаде? Замисли да ти бил Свети Николски. Шо збориш ти? Кажи ми, ајде, да ти бил Свети Николи Овчеполски, шо Тоа нели значи е нешто како Ономока? Онамука. Точно, ама напишано ономаде. Онамука. Ја Таму тоа некаде. го прочитал како ономаде, како некој од западно да рече ономаде. Како ономаде. Да. А Свети Николски како би го кажал? Онамока. Онамука. Деве те таму е, те тук. Онаме Те како онам. не гледаш онам. Тега там дека. Тега дека. Да, речи ти мени, Лори, јел знаеш што значи збор фукара? Леле. Ке не цензурират, нено. Опасна Па фукара. мислам дека е сексуална работничка. Не. Сексуална работничка. Дипломирана. Магистър сексуален работник. Аз съм да го говориш, но работа со секс. Това е сексуална работничка фукара, че не може да биде. Шо е? Па кажи ми. Мора си легитимно заработува, работе. Тоа не е толкова од желја, тоа е од потреба за пари. Тоа е работа. Работно место. Кажи ми, бе, Ненад. Абе, фукара значило сиромав човек или пропалитет. Ми рекле пропали. Не ти е точна информацијата. Не ти е точна. Ох, леле. Ај провери си информацијата. Дали е стварно? Фукара е турцизам, презамен од турскиот фукара, па турскиот го презел од арапскиот фукара, од факир, валјда, што првично значило сиромашни луѓе, бедни луѓе. Во македонскиот сиромав човек, сиромаштија, беден народ, фукара и сирома. Си во разговорен говор понекогаш и лош човек или бедник во навредлива смисла. Бил голема фукара, немал ни за леп. Не биди фукара, плати си Леле. Тие фукари ете преживуваат. Мајко мила, јас се извинувам. Ама нема што да се извинуваш, јас сум запрепастен. Не па ти ба разплати се, разпечети се шминка се бербат направи. Знаеш што е бербат?
Бербата мес. лом. На англиски кажу. Лом. Да. А курнас шо е? Стокпам. Некој што се туче, некој што се за насака, прави се наголемо. Не, вика Натиск. итар и снаодлив. Итар и снаодлив, значи курнас. Да, не, но гледаш колку не знае. А не, знаеш, ево тоа е доказ дека не ги употребувам и не ги слушам и не живеат у нас. Кажеш? Да, точно. А ако нешто ти е на колај, Тоа е веќе и Свети Николски ние користаме нешто така да ти е на дофат, на колај нешто да е на тоа е турцизам. на дофат. Да. Ај па, добро, шутрак, сите знаеме шутрак. Немирно дете тука ми вика укоча, нека, ама и Штип, Свети Никола, Источна Македонија сите го користат и повеќе значење има за шутрак. Да, супер. Да. А фајде бе? Па нема фајде, нема ќар, нема добивка. Така. Корист или добивка од фајде. А кламба? Од гледање донке фајде нема. Нема. Добро, ја не запеа овај пат. Але ја да запеам. А кламба бе? Кламба. Кажи ми. Кламба. Не знам, човече, стварно не знам. Купче. А? Кочанско исто. Купче. 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 Да, бе, на купче, вали. Ај на кламба, ај сите на кламба, ај сите на купче, веројатно, не знам. Нема многу, дај некој битола. Ја има Охрид нешто, Струга, дај нешто од таму, имаш ли? Еве нешто од западна? Од Западна, да. Македонија? Тука јас сите што ги имам од Западна Македонија. Ајде од таму. А ти ги имаш поише од таму? Мене ми се повеќе од Источна. Па не знам, имам ја, што знам, на Паланечки имам едно интересно, дали знаеш што значи оточке? Оточке. Ја мислам дека оточке се изговара, не е оточке, оточке. Да, тоа гледаш и акцентот кај се става. Оточке. Да ти помогнам, кад се случи тоа, оточке. Вчера. Па не вчера, малку поблиску од вчера. Завчера. Поблиску, ма. Завчера. Подалеку иде, поблиску од вчера. Пред малку. Да, оточки. Тоа ли оточки? Оточки. Стварно. Оточки, не ги се драпата оточки. Врати се од работа и замисли. Идеш дома на Кети и викаш, ја се врати од точки. Кад се иде од работа? Од точки. Па стварно. Ние се извинуваме ако не ги акцентираме правилно тие некои зборови. Па нема, ние не смо нит смо професионалци, нит ништо, нити па смо по македонски професори или не знам. Ја имам тука една листичка на некои такви изрази, зборови, уствари што ги користиме често и кај нас у Свети Николе, например, ние често викаме дека брлив, нели? Добро, да. Правилно брлив, Тоа е немирен. луд. Да, брлив. Као. После имам Вангелосаме. Тоа знаеш? Вангелосалиме или Ангелосаме? Па Вангелосаме. Као преплашиме, ја тоа знам. Да. Преплашиме. Ја тај збор га научи од свекрвата. Ја не га беше знаела. Па ја од баба, валјда порано модамна си го знам Вангелосаме и има да го Вангелосаме. Ја не. Ете и моја баба. Обично кога не прашат, најчесто ние тука викам уштип, најчесто. Викат као што правиш? Те. Да, те. Тоа, Ние као да, те. што правиш? Еве. А уштип поише викат те.
Тоа ни исто Еј, често. да, стварно. Оноа исто го употребуваме многу често ега. Ега да се деси. Ега, дај Камо среќа. као дај Боже или? Камо Боже. среќа, да. Као Тука дај исто Боже, камо среќа. такуѓере, знаеш такуѓере што е? Леле, многу често го користам, а буквално сега да ти преведам што значи нема да ми текне. Такуѓере исто така. Исто така, не? Да. Исто така. Исто Такуѓере. му тоа, као Да, ама такуѓере. као исто му доаѓа, точно. А во ја го користам многу често улогавен. Шо? Улогавен. Ти го користиш улогавен, па ако го користиш, Да. ја ќе сум те слушнала. Ја не знам што е. Што правиш? Не ни некад прашаш ме и ќути ни избори, не знам кај сум целиот сум улогавен. Изгубен да не, или? Не. Прв пат слушам, не. Нешто како фанат, неспособен или како знаеш оноа здравен, Уле. телото кога те боле цело тело, улогавен сум, заседнат сум многу длго време, укочен сум како тај стил. Стварно. Како ај кажи ми го збориш? Улогавен. Улогавен. Значи ти си улога на гавен. Улогавен. Укочен. И уште едно, пред да продолжиш ти ако имаш уште, ја имам што го исто користам многу често и што многу често ми се десило да не знаат луѓе што е недодъгав. Шо? Недодъгав. Дебе не на кој јазик збориш, човек? Човек, као некој тамо, леле, ама стај изгледа нешто е недодъгав. Тај не е добар. Не знам што значи да. Или така ли? недоведен. Да ви рекле литературно недоведен, да, недодъгав. Па ја, и тај е Свети Николски, или? Па не знам сега дали е Светиниколски, да, одамна го, од дете го употребувам и сум го слушал. Кажи ми го па. Недодъгав. Не, но прв пат слушам, човече, да не го направиме подкасту за диалекти, немало ни да знам за зборо дека постоje. Па Гледа, не знам ни да го изговорам. Недодъгав. А ја и... Не знам, стварно не. Валјда има и некое друго објаснување на интернет, усвари не валјда не го има, ама недодъгав ја сум го слушал и сум го користил за да кажам дека некое не е токму. Не токму. Ја, па нели викамо недоквакан за некој. Па добро, недоквакан е поише како Недораснат. недораснат, да. Некаква чила квачка долу. Леле, па мене не ми такнува, гледаш. Многу ми е јако што кај нас туку Свети Николи ние си имаме еден специфичен термин за скали. Леле, нено, зашо ме бунеш, човече, испаѓа дека не си Кажи знам се Свети по- Никол. Па по скалите. По басамаците. А па ја не користам басамаци. Господе Боже. Леле, па јас многу литературна испаднав. А уштив мислам дека професор еден го користеше мердевини за скали. Леле, да, уштип мердевини, точно. Ја Да, и да, басамаци, ама ја не сам користила басамаци, да. Басамаците ги искачи сито деднашка. Басамаци, да. Роки Балбоа. Та-та-ра-та. Ајма нешто кажи ти, гледаш. Мустурниваш? Не, но па не ми текнува, гледаш, ја многу литературно збор. Дали те боле Не коремо? ми текнува. Куремо, тоа не ли беше Перовски? Или Струмички. Струмички ли беше? Куремо? Да, за стомак е тоа, да. Чекај, што има они чушки френки? Што има они струмички? Перки Пиперки и патлиџани поразлично од нас. Чушки е пеперки, а фрейки се патлиџани валјда? Така ли е? Или обратно, не знам. Не знам. Фрейки. Немам појма. Јас знам, што ти кажуваше да за братучедите, они викаа, например, за лубеница и динче, карпус и пепун. Карпус и пепун. Да, а карпус е исто и на грчки карпус за лубеница. Да. А пепун, као веројатно ти е помало, па пепун, че не знам.
Немам појма за Динч. Пепун. Тоа ми Динч. беше така интересно. Народни зборови тоа се. И мислам дека у поише дијалекти ги среќавам, можда не е само ограничено на. Ја мислам дека у Гевгелија специфично, ако ние исто викат за лубеница. Па сигурно има. Дај да видам што има. Што може да каже Тоа е цела таква интернетот. Да, Па тоа е наука на јазиците, бре. Карпус, лубеница е карпус и на гевгелиски, тоа е турцизам, карпус е лубеница на турски. На турски, ама и грците викат карпузи. Исто. Па, Веројатно и они го турцизам добиле. они што? Па добиле сега. Па Да. добиле сега бре и они од турците што. Исто како што гевгелиско таму, Гевгелија Ландово, тај дел мислам нели патати, викат за компири патати. Патати, да. Патати. Патато. Ем, Банана. Патато. Банана. Chicken, banana. Chicken, Банана. banana. Шо, чекај. А овоа, шо беше? Рчка. Епа не се Свети Николски. закачај. Не се рчкај. Не се закачај со мене. Не се рчкај. Не Не се- ржи. Не се рчкај, не ме диргај, не ме фаќај, не се мешај кај што не ти е место, не се рчкај, не прави проблеми, не си отварај Да. работа. Така. А чупе, бе? Еми чупето би толско, девојче. Еми чупето. Момиче. Да. Момиче, па момичка, кај вика момичка за рибанка леп? Штип, Струмица? момички. Па и струмица може. Ама и штип вика момички за рибанка леп. Или за пржени рибанки момички вика. Пржени Обрадович. момички. Леле колку е страшно. Пржени. пржени момички човече. Дебе ти хорор филм си. Хорор филм. А трпана? Молам, Струмички е? Трпана? немам појма, ја мише дека име трпана. Жена што многу зборува. Не знам. Ајде, ево битол, идемо тумбе. Па трпана, веројатно и... Ама не, оноа тарапана беше оноа за пари. Као, ја не сум тарапана. Фабрика за пари. Фабрика за пари, да, ама ово е трпана, жена што многу зборува. Ето така. Абе, јас за цело време Да. мислам како на скопски вика за рибанка леп. Кришка. Кришка. Криска. Да. Криска, бе, нен. Кришка. Ја имам уште. А како- Можам... Ајде. Ајде. Кажи, слободно. Ето. Сигурно, шејтан. Турцизам. Шо? Шејтан. Чејтан. Шејтан. Шејтан. Ти викаш, знаеш, ама ја немам појма. Шејтан. Шејтан. Ѓавол. Леле, ни на крај паметна. Мене ми делуваш повеќе на фраер, шејтан. Шеј баба. Не. Шејтан. Ѓавол. Ѓавол, шејтан, да. Тоа е турски збор за ѓавол, шејтан. Употребува се и у Македонија некои делови, да, шејтано. Кои делови бре у Македонија? Па се не можам да истражувам, ама шејтан. Шејтан. Добро. Ако А- делува некако тоа... Кажи калеш, дали знаеш што е? Калеш. Бела. Калеш бреа... Не, калеш бреангјо. Тоа нели имаше песна таква. Калеш. Сега само зборот калеш, Моме Западна калеш. Македонија вика. Црн. Тоа знаеш што ти значело? Убава црнокоса девојка. Убава црнокоса со бело лице, да. Да, калеш Нежно. бреангјо. Гледаш. Нежно момичка, а не пржена. А Марифет бе? Зрли? Ја прво се преша, после тим. Добро, не слушнаја, извини, кажи. Марифет. Епа Марифет га многу ја знам, ама Марифет, да ти кажам шо е... Марифет, како занает да не е. Не, Марифетлукот. Како начинот на изработка на нешто. Марифет е, значи, итрина вештина, снодливост. Или трик. Ќе направам некој марифет.
Како приказните. Дај да направиме некој Марифет некој. Ние зборови сме ги слушнале, најчесто сме ги слушале македонски народни приказни, ние старите што се. Да. Да. А Терсене? Епа Терсене човек некој што е онака специфичен, наредно. Вика тука тежок човек за работа, Терсене или и наетлив. Значи ти си Терсене човек. Не, со тај Терсене. Да, не тај Терсене е тај. Джумбушлија? Имаш една песна стари од Джумбушлија. Па весел човек или Да. пијаница? Не, Джумбушлија како да, баш оноа човек што е голем. Дружелюбив човек. Веселяк. Дружелюбив човек. Аха, окей. Ние си викамо исто за крема за лице си викамо помада, например. Да, помада. Ете гледа, помада. Па некој друг вика ли помада? Не знам. Помада. Помада, бре. размада. Како бе нивеа? Сега се ичем. Нема. Да. Леле, ја не ни помисли на тоа. Исто ние си викамо многу често винтијага за јакна. Вентијага, јак. Оди обличи си го винтијага, да не за нас и дува куче надвор. Ки измрзаш облачи винтијага. Облачи вентијага. Оти како винтијакна, знаеш ветровка. Винтијага, валјда. Да, вентијага, да. Па има си, ако го разглобеш зборчето, Да го разглобеш, па ние сега не зборемо, па да зборемо за странци, за оние, например, од германски видимо ние на Штрафцигер, на свашта нешто. Колку имamo... Шнајдер е исто германски, да, Шнајдер. Многу работи. Шо имаше, леле, баш пред некој ден гледаше како ги читам и изговарам у исто време зборовите и гледам, ово било без... Гледај македонски, знаеш, онова, кад била Австро-Унгарија таму. Да, тегнати пари си има ги многу, еве, например, аптека било германизам, аптека. Да, апотека, да, тука. Бина за сцена у театар, за стейдж, бина. Блинкер. Блиц. Да, Блиц, точно. Вага. Ваген, да мереш. Вата, вафла, гастарбайтер, гриз. Па шо е гастарбайтер? Гостин работник, човек што работи и е на гости у државата, не е државјанин. Гастарбайтер. Да. Как ќе видиш? Карфиол било германизам, келераба, келнер. Келнер, да, и они тука викат келнер исто. Клавир. Да, кај нас е пијано. Компир, зашо е компир германизам? Не знам, тука они викат картофел. Да. Чудно. За Кригла, компир. крофна. Кригла, да. Куфер. Лајтмотив. Кофа. Лозинка. Мајстор. Не е лозинг. Лозинка е пас, вортер, нешто таму, долго е за лозинка. Има оно шлюз, воте, бла бла бла. 20 зборчиња у еден. Ризлинг, рингла. Да, има тоа од Втора светска војна, кога биле, да, имало е тука. тука. Виц било, шега, виц. Да, виц, тоа е германски. Винтјага од винт јаке, ветровка, винт јаке. Точно, вентијага, винт јаке. Генау. Комоде. Комода, да, исто за комода. Кнап, Да, нешто ми е кнап. Кнап, да, тешко ми е. Или шпиц, кад ќе кажеш, шпице. Да си Леле, шпице. колку има либе. Шо ти е стара. либе? Љубов. Љубена. Либе, љубов, да. Човече, Мај тоа речник либе. има тука да не вергламо, ти сигурно и верглање е германизам.
Верглас. Типа ти на француски завртебе, не. За вергласно. Не, Како па. вика имаше едно како брзозборка издезодорансирали се. Треба да направиме еден предизвик таков, може би пократко, не мора еден сад со брзозборки издезодорансирали се. Леле, нема шанси ја тоа. Не, ќе заглавам. Дај 6 чаши швепс. 6 чаши Швепс. 6 чаши свещ. Леле, не можам. 6 чаши Да си врши измет, да си врши од македонски народни приказни кои слушавме и во некои такви романи наши, тие првите македонски, отишол да си врши измет. Па сега да не да преведам ли? Турбаджијата отиде измет да си така. Да преведам ли? Немој да преведам. Отишол у WC да се олеснува. Number 2 да прави. Послуга, послужување од турскиот измет. Леле. Потреба, валда. Валда потреба. Па потреба да се испразне. А ние сега измет како асоциација ми е поише за ѓубре, за нешто што излава. Да. Ама па, ѓубрето го изфрлаш некаде да се Што ли испразне. ова емисија на смадиња, излавање, А кажи ми у Струмица што ќе вика мајката кога рече и детето испотено играло гоничка. Брканичка, гоничка. Брканичка, гоничка, Кад се- гонила се. Гониле се, па и на штипски тоа исто. Да не те гонам, така уште вика, да не те гонам. Да не те гонам, да. Бре, не. Чекај, не ми текнува. Джанам, знаеш ли Джанам, што? тоа е Не, душо, джала. Брат се душо, Ам, Джанам. А Да, ние викаме, Джанам. драга. Ама ние го потребуваме А. како Джанам, нали? Као, Она ли, да. што ти кажувам као тамо работа, Джанам. А гледаш оно и мало друга овакво. Мало од нешто, па гледаш, може некој го изменил нешто вона и многу ми Да. е исто јако, Да. тука бившен околу 5 што ми остана, многу ми е јако што у кавадарци исто имат си една заменка што го користат за многу работи. Онадуе. Па и ние го користам. Онаквото. Онодувам, да, Нели викам кор- онодувам. Да. Онодувам. Ти не кажуваш дејството каквото и него само например наместо да речеш ја пишувам или зборам или Онаквото. гот. Ја онодувам на онаквото, оваквото. Да, и ние го тоа користаме, онодувам. Чекај. Дувло Охридско. И таму имат исто многу такви зборови чудни на тај дијалект. Ја знаеше некој, ама сега моментот стварно не ми текнуваат, има доста интересни охридски дијалект. Ама на што те асоцира дувло? Дувло мене ме асоцира на скривница, на дупка, така. Точно, скривалиште. Мечкино Точно, дувло, да. мечкото у дувло живее, нели, у дупка, у карпата. Да. Кад смо кај мечка, држат вък, Држат долг, жолт, волк. Јесте пън Така. бъй, пун буви, Пун бей. пън буй, Пун буй. држат вък, Да. пън бъй. Леле, гледаш колку скратени збори. Те са по две букви, А. држат вък, пън бъй. Да. Те си кажал со 10 такви букви. 10 буквички. Така, да. Не знам Исто што нешто друго како не. Битола, Филџано го викале Пинџал. Финџал. Пинџал. Па можда, не знам. Пинџал. Чудно ми е тоа. Уште едно сам нашол. Само не знам на кој дијалект е во, да наречем на кој јазик. Потлацуе. Што? Она ми е многу добра, потлацуе. Валда. Мене ми личи Рокумановски, па шо знам. Да не е Добре, нешто. добре, Ова е добре, многу добре, лаца. потлацуе. Да не е ова многу лаца, нешто многу зборе.
Оговара. Потлцуе. Лже. Не, тој подлажнуе. Подпувнуе. Не знам, не. Потлацуе, имам информација дека било нешто како напредува. Па нема никаква логика. Па не знам. Па нема ми логика, бе, човек, дали стварно е така. Океј, нека е така. Добро, ама испадна дека јас на оваа епизода дека не знам многу. Не си го знаеме многу македонскиот. Не македонскиот, туку дијалект. Да. Добро, Добро, може има нешто друго значење на друг јазик, гледаш, не мора да значи дека е исто и превод. Има исто ја многу зборови. Во нема крај, ако фанемо ние да ги сите. Не, па тоа треба цела студија да се направи, да. Знаеш дека мене ме заболува ушите од овие слушалки. Многу. А тама ги пофали, бе. До еден саат, после тоа многу не бива. Фактички, Добро. мислам дека дури у град и у село дури дека има поише дијалекти, дека дури у еден град не сите зборат исто. Да. Нели? Да. Тоа е стварно јазико, говор. Па еве, ако не иди далеко, значи од Свети Никола ќе речат ова е од Немањици или од тоа село, од овоа село, самото село по себе си има некои посебни зборчиња, нели, као и пак у самиот дијалект. Да, како изумира селото, губе си тоа нарече, дијалект или како да. Значи треба да се ги чуваме и што е најбитно, освен да се ги чуваме, за да се ги чуваме треба да истражаме и да ги запознаеме, знаеш, нели? Да, па за да зачуваш нешто треба да знаеш дека постои, нели? Да. За тоа мислам дека е фер да не го правиме како морално да биде на македонски литературен јазик, тоа секако не е за потценување. Ако знаеш да збориш правилно на македонски литературен јазик, ама од друга страна не е ништо страшно и срамно ако збориш на дијалект, пошто тоа ти е мајчин јазик. Да, ама еве на пример мене што ме многу иритирало порано, на пример кога ќе отидат провинцијалци у Скопје, нели, сега ние со нашиот дијалект кога смо збориле таму, автоматски си некако деградиран, тоа е исто наместо, нели, да дадеш шанса на тај човек да те научи на нешто ново, ти автоматски се претопуваш и кршеш јазик и зборуваш скопски само за да бидеш прифатен, нели? Па смешно тоа изгледа. Па дури изгледаш и посмешен од тоа собствениот дијалект што си го изговараш. Нели, колку и да се труди да збори литературно, секад му се познава оноа неговото. Да. Белешкото, например, има малку замечуваат они. Скопје исто, Западна Македонија исто, Струмица ние тука имamo си ние некои чудни такви... Да, и самиот глас, интонацијата, дикцијата. Има тука такви ситни нешто што човек може да ги издадат. Нели? Али секој случај без сите тие нешта, мислам дека него е така, не може да се не можело да се создаде овај, да речеме, литературни стандардниот македонски јазик, ако збореме само. Да. Тие биле од памтивек собирало се тоа за да се дојде до нели еден ваков јазик што си има своја структура. Точно, да. Па тоа е и дел од историја и традиција. Да. И дух на едно место од кај што потекнуваш. Не е само, нели, чекај ние ќе цепамо Свети Николски или боле така, боле, добро. Ја користам многу српизми, признавам. Да. Да, и ја ти имам пример. Подобро така, него ли да користимо според глеса. Ке рече некој па, ако не па, што подобро ли да користимо српизми? Не е подобро, ама младите што почнаа многу да зборат на англиски, они почнаа да зборат. Значи не да уфрлат зборови, него они почнаа буквално да комуницират на англиски. Да. Не само чак да уфрлат некој збор. Више се они, јас слушам многу такви, например, надвор
девојчиња, другарки или другари на англиски, они комуницираат. Да. Ја дури едни отскоро ги Па така се губи идентитетот. Страшно, човече. И нема јазикот, се умира јазикот. Умира јазикот, точно така. Секој јазик што не го користиш, јазикот е жив додека се користи. Да. Чим прекинеш, тоа е тоа. Колку има и многу изгубени јазици што више не се користат и се мртви. Да. Латинскиот, на пример. Така. Затоа сме ја и ти тука, Нено. Мајва ќе не гледат и малку мошки ги разбуричкамо бубичките у глава за да сватат дека се има цел и тоа што ние го правиме не е туку така и не за џабе збориме на дијалект. Да. Да, верувајте дека е така. И покрај тоа што у секој момент сме спремни да одговориме на прозивките, да збориме на македонски литературен јазик колку што можеме. Кажа ја 100 пати дека не можеме да бидеме перфектни, ама далеко тоа дека не сме способни. Значи верујте. Так. Не бе на крај на англиски ќе се избориме, сами ја кажа дека младите да го покриеме младата популација. Ајде. Па да го фрлам ја зборови на англиски, ама не може така како што е актуелно само верно. Не може, стварно не може. Мене ми е тоа толку одбивно, толку многу неприродно, ај некако српски срвизми. Па природно е, тука сме комши, Балкан, знаеш, нели? Да. И турцизми, па има влијание од историја, нели? Па ga некако оправдувам тоа. Тоа е тендлабоко навлезено. Ама во со англиски е, мислам дека више у светски рамки стана тоа. Oh, welcome to the future. Да, дали ја живееме иднината, Лари? Мислам дека ние, нашите генерации што сме, го живееме буквално тоа што кога сме биле тинеџери сме викале уиднината ќе биде тоа и тоа. Стварно го живееме тоа. Да. Треба да видиме да направиме една анкета сегашните тинеџери како си го замислуваат па нивната иднина. Шо они очекуваат дека ќе биде? Замисли. Шо би бил? Замисли. На 50 години. И замисли на ја и ти на 80 години правиме подкаст. Коли летат врзнат. Никој не пише за да биде свој подкаст, никој не ќе да слуша такав формат. Да гледа. Или со холограми ќе се појавуваме некаде, знаеш, ќе збориме. Пред 100 години снимале подкаст и сега подкаст ги слушам. Добро, Нени, ајде, било ми беше секогаш задоволство. Ја и ти као и сека тема за било која знаеме да се размуабетемо и нема крај. Да не бидеме и досадни. Не имаме некој строго правило, ама гледаме да имаме баланс со стила, една епизода малку поопуштена, друга малку посмирена, за да не бидеме цело време да оставаме впечаток на несериозни или па обратно на пресериозни. Или па на предосадни или пресериозни, точно. Така е. Бидете ми во добро здравје. Да. Фала на пораки, на убави коментари, на се тоа што правиме дека ви се допаѓа. Само да, пак ќе повторам, лайк, шер, subscribe. Да, тоа секако. Само што многу ми е мило што, иако ретки, добиваме коментари од квалитетни луѓе. Што е многу поважно него ли да добиваш милион лайкови од секакав свет. Ние добиваме коментари од луѓе што имат некаква тежина, да речем, ајде. Не подценувам ја, нели? Не, да, не е за подценување, ама сепак си бил приметен некаде кај што. Да, кај што па има повише тежина тоа мислење. Да. Значени, баш ни значи, точно. Фала. Да. Фала. Поздрав до сите од мене, поздрав до Германија, Лари. Поздрав до Македонија. Данке, фала. Чао. Чус. Чус.